Викендов се реализираше асфалтирањето на улицата Јанка Стоименова во населбата Оризари, една од сообраќајниците што влезе во проектот на општина Кочани за изградба на сообраќајната инфраструктура. Оваа улица е прва од десетината што треба да се изградат во наредните неколку месеци, а за што се обезбедија пари со кредит од Светска банка. Коловозот е со должина од 300, а широчина од 5 метри. Пред асфалтирањето на улицата беше извршено дополнително пробивање и рамнење на теренот, тампонирање на подлогата и поставување на бетонските рабници. Освен тоа, навремено е решен доводот и одводот на отпадните води за куќите кои гравитираат кон оваа улица, што според одговорните во локалната самоуправа ќе се реализира и на другите сообраќајници. Значи, улиците што се преку проектот на Светска банка, значи не станува збор само за асфалтирање, него и за изградба и на фекална и на атмосферска канализација и решавање на водоснабдувањето. Овие улици 10, сите се предвиден, за сите улици е предвидено и фекална канализација, и водовод, и приклучици за останатите и неизградени тлацеви и атмосферска канализација. Тоа е по принципите и нормативите на Светска банка. Во текот на оваа недела се очекува да започне асфалтирањето и на улиците Македонска и Христијан Карпош во населбата Усова чешма. Според Апостолов, пробивањето и тампонирањето е при крај и на останатите улици кои се работат со проектот. Во претходните денови започнаа со улицата Димитар Лазаров, започнуваат активностите и на улицата Орце Николов, така да што веќе повеќе од 50% од улиците се започнати со изведување. Знаеме, први улици што започнаа се улиците Ѓорче Петров и Пиринска, на кои се работат подпорните зидови и канализацијата. Пред некој ден започна и на улицата Февруарски поход, се работи атмосферската и фекалната канализација, онаму кај што нема, и се очекуваме дека динамиката се уште ќе се зголемува. Изведувач на градежните работи кај улиците од овој проект е компанијата Euroink од Гевгелија. За реализација на проектот за комплетирање на десетината улици во градот и населбата Оризари, локалната самоуправа обезбеди 1 милион евра како кредит од Светска банка, што ќе треба да се враќа во наредните 10 години. Со парите треба да се изградат и асфалтираат улици во вкупна должина од околу 4 километри.